Добро кафе. Кај сте екипицо? Дали сте ми добри? Предоставено уште едно видео на мојот YouTube канал и да, како што може да видите веќе по насловот, значи денеска ќе ви покажам еден туторијал за премногу добар, премногу лесен и тотално бесплатен програм, а тоа е Filmora. Да, значи сега ќе слушате како е бесплатен кога ќе го симнам, се плаќа или па не можам да го користам, нема многу функции. Точно така, значи ако го симнете од официјалната страна, програмот се плаќа или имате една free trial верзија, така што ќе го симнете. После кога ќе го завршите едитот, сакате нели да го експортирате видеото и на крај ви вика мора да го експортирате со еден голем watermark од нив и нели никој не сака да се стави видео со нивни watermark. Така да, значи јас го направив, тоест го најдов истиот програм тотално бесплатен, кракуван, затоа останете до крај на видеото да видите како да го трнете тој watermark од таму. Океј, значи сега во ова видео јас нема да навлезам во програмот светите функции, све да ви покажам да едитираме видео и остало. Значи ќе ги покажам само главните функции од него, сите алатки од него за што служат, значи најкратко што можам, нели, а вие после ќе можете да навлезете сосема во програмот и да го научите премногу брзо и премногу лесен, ќе видите и самите. Како и да е, ајде да не доголекуваме многу, да се пребациме на програмот. И еве на екипицо, како и да е, значи еве сега ќе ви ја покажам кој што кажав на самиот почеток, дека ќе го покажам чекор по чекор да видите све, дека не е вирус, дека нема ништо фейк, така да ајде. Еве го програмчето што ќе го видите после, доле во дескрипција, ќе го отворите Filmora. Стандард, next, окей, кај сака да ви биде инсталирана, нормално, овие само ќе ги штиклирате, ова ќе го изгасиме и може само да ви биде ово штиклирано Create Desktop icon. Притискаме Next и сега чекаме да се инсталира. Ово би требало да отиде побрзо, али како да јас ќе го умотам, ќе го скипнам, така да се гледаме во програмот. И еве на екипицо, значи веќе програмот го симнавме, сега ќе го пуштиме. Значи тотално ист како што ќе го симнете од официјалната страна, така и тука. Така да, ајде, сега ќе видиме све. Јас да си ги земам само слушалките додека се упали. Секунда. За да можам да слушам дали нормално музика и остало што ќе ставаме, што ќе едитираме, ефектчиња, сега ќе видите све. И еве на луѓе, веќе влеговме во самиот програм. Ова ќе го затвориме. И сега тука може да видиме све, доста е смена, значи јас кога сум го користел порано, значи сега му направиле добар апдейт, значи све е сменато. Како и да е, сега таман ќе го разгледам и јас прв пат, ќе видам све што се дешава во него и нормално ќе правиме заедно, ќе ви покажувам све како што иде, така да не буде ми замерите ако направам нека утка, пошто све го правиме у лайв. Ајде вака, значи тука имаме медија кај што ќе ги ставаме нашето видео што сакаме да го едитираме, аудио, текстови, ајде да не го брзам многу, ќе идеме чекор по чекор. Првин тука ќе оставиме видеото што сакам да го едитирам. Јас си спремив вака само чисто од некое видео, тука да видите, го фаќаме, Alt Tab и го джиткаме тука во програмот. Премногу лесно, така. Стискаме на него, стискаме доле на плюсчето, опа, окей, имаме значи да остави 60 FPS. Ова ми се допаѓа. Кликаме на 60 FPS да иде тука и тоа е тоа. Еве ќе го вратам само од почеток, значи треба да се рендерира. Чим ни дава тука црвена линија да знаете дека може видеото да ви засецки, остало треба да му направите некој брз рендер за да иде све како што треба. Само малце. Добро, ова е видеото што го снимавме Canon unboxingот, може да го видите тука, сигурно ќе ви скочи некаде облаче горе, обавезно да го погледнете видеото. За канончето со тоа што беше снимано интрото. Ова ми е снимано со веб камерата. Како и да е, јас сега првин сакам да го тргнам овој звук што е од самото видео. Тоа ќе го направиме вака, значи ќе отидеме десен клик, само да видиме сега што има, све е сменето, да. Океј, еве го detach аудио, стискаме тука, јас ќе го избришам ова аудио со delete и тоа е тоа. Сега ни останува само видеото, стискаме space да почне. И оп, тоа е тоа. Пак од почеток го почнувам. Добро, тоа е тоа. Супер, враќаме назад. Сега вака, луѓе.
Второто поле што ќе ни го дава тука, тоа е аудио, значи да си ставиме некоја си песна, значи кога ќе стиснете веќе на нив, веќе имате некои си готови музики, кои што може да видите све е фри. Рок, фолк, не е битно, нас сега ќе му ставиме наша песна некоја, што е тука од истиот фолдер, ајде јас ќе ја ставам Бела Бела, ајде Бела Бела, опа, само секунда, враќаме тука во медија, сега ќе ви покажам, значи најпросто што може, фрламе во медија и тоа е тоа, стискаме на плюсчето, самата песна си отиде одма доле под видеото. Сега, кој што може да видите, песната е премногу голема. Сега за да не мотам скроз до тука па да враќам, значи само ќе однесам вака стрелката до тука. Еве, гледате. Оп, докај што ми завршува од прилика ова видео и стискаме на ножички од тука. Сплит. Готово, тоа се подели. Кликаме на деснава страна што сакаме да го нема и притискаме Delete. Тоа е тоа. Сега еве кога ќе стиснеме play. Океј. Одлично. Ајде сега вака, ќе покажам уште нешто, пред да идеме горе кај другите ефекти. Сега да сакаме, пошто ова видео е премногу долго за тука, значи јас да речеме некаде сега ќе го вратам, ајде кај што ќе помине камерава, навака, кликам исто сплит, на истите ножички, ова видео ќе го избришам, на левото видео CTRL-C да го копираме CTRL-V. Тоа е тоа, значи го враќаме, го пастирам истото. Сега гледате, како што може да видите, тука иде напред, оп, и пак почнува од почеток, така. Сега мене тоа не ме се свига, сакам да му направиме реверс, значи да иде обратно видеото како што беше. Ке кликнеме, валја на десен клик, сега ќе видиме што има, speed. Да, окей, значи слично е на Premiere Pro, јас го работам премногу Premiere Pro, значи тој ми е неумилен програм, затоа се снаоѓам вака брзо со ова, али како и да мислам дека и вие ќе научите од ова што го правам премногу брзо, премногу е лесен, како што може да видите, премногу полесен од Premiere Pro, така да уживајте. Стискаме тука Reverse Speed и окей. Добро, тоа е тоа. Сега вака, јас ќе вратам оваа музика тука. И како што може да видите, сега е премногу црвена оваа линија, не е рендерирана, може малце да засецка. Да, веќе сецка. Што ќе направиме? Значи, за да не сецка, само да имам дали све се снима окей. Ке идеме горе на Edit, не е на Edit веќе, Render Preview, окей, тоа е тоа. Иде брзо, тоа ми се свија. Тоа веќе ми се допаѓа, значи рендеров иде побрзо, најверојатно еве како што гледате веќе целото видео станува зелено. Сега би требало да го пушти без проблем. Ајде. Тоа е тоа. Ајде да го видиме од почеток. Play. Опа, се враќа назад. Тоа е тоа. Тука може да го затвориме, значи не мора да е толку долго, ова ќе го вратиме назад. Нели, пошто не мора да идам са десно или да му правам кроп, како што ви кажав на почетокот, музиката ќе ја вратиме назад, али музикава ми е премногу гласна. Како да намалиме музиката? Стиснеме на десен клик, идеме Adjust Audio и еве го, ќе го направиме да речем, ајде на тука некаде -12. Притискаме ОК и на ова исто ќе му направиме десното, пошто веќе е кропнато. -12 некаде рековме, така. Ајде да го пуштиме од почеток да има дали добро. Окей. Супер. Тоа е тоа. Значи, музика имаме видео. Сега тука видеото сакаме да завршува она fade out, знаете да се затемнува видеото на крај. Така, тоа ќе го направиме на следниот начин. Се надам дека исто. Значи, десен клик. Тука немаме како на пример. Ќе кликнам два пати и идеме горе во анимации и еве го луѓенца fade out. Што правиме? Само го зимаме, го фрламе од каде да се затемнува. Некаде од тука, кога ќе помине. Така, ајде да видиме секунда. Тоа е тоа. Можеме да го зголемиме малце процесот да почне порано да се затемнува. Ајде да видиме. Одлично. Тоа е тоа. Тоа е тоа што ни требаше. Океј, идеме на почеток на видеото. Сега вака горе. Идеме тука океј. Аудио ви покажав. Сега тука имате голе titles.
Значи, погледнете, луѓе, колку премногу опции имате готови. Значи, овие ви се готови опции, што само менувате текст, значи имате да направите кастом, да си направите свое, имате некој си вака обичен тitles на средина, subtitle да ставите доле ако сакате како превод да направите на некој видео, остало видите тука какви ефекти има. Значи, програмчево е стварно лудница. Значи, програмов е дефинитивно лудница. Сега вака, ајде да речеме ќе ставам јас овој ефект ми се свиѓа. Океј, му ставаме на плюсчето, еве го, ќе се појави некаде, правиме да се појави од тука од прилика да се појави, така, еве го, сега како да го смениме текстот. Само ќе притиснеме два пати нова тайтл и гледайте сега, да речеме овој текст, можеме да му ставиме вакви букви. Идем сама, треба да се сме на плюсчето, вакви букви, не, CTRL не ни свиѓат, вакви букви. Не ни свијат. Значи, погледнете колку голем избор има. Океј, јас го сакам вака минималистик, значи не ќе многу да е нападно. Сега вака, кидеме на текстот, значи еве го, your title here, еве го, сега ќе пишеме тука, Canon M50. Океј, мислам дека е супер. Ќе го фатиме ова навака, ќе го однесеме до почетокот на овдека и тука доле го кликам исто your title here. Нели, тука ќе пишеме, да речеме, како што ми се викаше видеото, unboxing и рецензија. Тоа е тоа. Тука може гледате доле да му менувате боја, значи каква сакате боја. Еве јас ќе го ставам да речеме more, не знам, ајде некој си ваква жолтеникава боја, што знам. Океј, не е лоша. Враќаме на почеток, го ставаме кај мислиме да биде, малце може да го поместиме да почне како него. Океј. Може да му наместите, значи да има простор на текстот, значи гледајте, све што нема. Океј, идеме надоле да видиме други што сеттингс има. Можете да го ротирате ако сакате, можете да го зголемите ако сакате. Значи 500 други опции има. Притискајме океј и ајде да видиме како ќе испадне. Чекайте, од почеток значи да биде јако. Океј. Колку е добро. Пак ми засецка малце, што значи тоа што не засецка, сега ќе му направиме еден брз рендер. Ова ќе го скипнам. Тоа е тоа. Ајде, заврши рендерот. Сега ќе го идем без сецкање. Unboxing и рецензија на Canon M50 и се враќа. Партали луѓе, веќе ми се свиѓа ова како го направив. Значи од нигде никаде. Тоа е тоа. Океј. Идеме на транзиции. Значи, погледнете колку транзиции има. Значи, овие се стварно луди, ала нека име. Видете, имате Basic, имате 3D. Ripple, Warp. Значи, има премногу транзиции. Ајде, јас чисто не знам зашто не би сакал сега да му дотурам уште нешто на ова, али ќе му ставиме што да му ставиме, ајде да видиме, чекайте, Warp. Ајде да видиме Warp. Значи, оваа транзиција се става на видеото. Сега ќе ви покажам како, да речеме, гледате сега, ја зимате транзицијата и ја ставате некаде тука измеѓу. Гледате каде ми е маусот. Стап и сега гледате кога ќе стиснеме play, што прави. Нормално ми сецка, зашто? Затоа што не е рендерирано. Значи, тоа е, може би малце некој проблем на програмот што мора да го рендерирате, може на повеќе доколку имате и послаб компјутер малце. Сигурно ќе ви покажувам многу вакви, али тука може да намалите резолуцијата. Гледате, ако ја направиме да речеме на 1/8, резолуцијата ќе биде доста поматна и нема да гледате како full quality. Јас ќе го ставам, ајде не на половина, пак да не го изместуваме многу, како и да е, ова ми е само за туторијал, не е за работа, доколку го работам јас. Доколку едитирам видео, сигурно ќе го ставам на помалце, нели, за да не рендерирам на секој, да не ми сецка и така натаму. Како и да е, враќаме, значи ова е добро. Ајде да видиме уште нешка транзицијата, нека стои, да не ја менјаме, значи можете милиарда транзиции да ставате. Милиарда транзиции може да ставате. Погледнете, значи има, ајде вака, CTRL ќе ја тргнам таа, ќе ставам, не знам, ајде ова да видиме како ќе биде. Опа, гледате колку добро. Дали видовте колку добро? Ќе ставиме еве нешто друго да ви покажам, ајде нешто вакво да видиме. Значи имате милиарда луѓе, гледате, видите колку имате од странава. Многу сецка, не е рендерирано, како и да е, премногу добро. Јас ајде ќе оставам, дали има нешто по. Ајде видиме ова, Ајде.
Океј, ајде нека биде ова. Ќе дам рендер еден да му удрам. Ајде да видиме од почеток. Ајде да видиме од почеток. Гледате, сега пример вака, мене не ми се свиѓа ова тука, можам комотно да го избришам пак, стискаме delete и тоа е тоа, го нема. Опа. Го зголемиме пак ова доле, да можеме убаво да маневрираме. Да, гледате каде стигачка да нова, пример доколку имате подолго видео, може да си го намалите табов доле да не ви штрчи премногу, како и да е, вака е супер сега за сега. Значи имате премногу транзиции. Океј, ова горе сега ви се ефекти. Што се ефекти? Ови се ефекти како сакате да ви изгледа, да речеме видеото, каков ефект има видеото. Еве, да речеме, ние ќе го ставиме филтери, само да видиме што има. Еве, оверлейс некој ќе видиме. Еве, како old film. Океј, ајде да видиме. Ајде да речеме, јас би го ставил ова. Само го зимате, го фрлате на него, се симнува во истиот момент. Ајде да видиме, гледате сега како изгледа. Сега погледнете како изгледа. Дали гледате? Дали гледате? Дали гледате? Многу добро, многу добро. Јас тука би ја појачал само малце музиката уште. Ќе ја вратам малце погоре. Океј. На 10.00. Океј. Може да пишувате со тастатурата како е позгодно. 10.00. Океј. Иде газ. Идеме вака назад. Стискаме плей. Canon M50 unboxing и рецензија. Тоа е тоа. Можеме тука да му ставиме random dust. Еве ви друг ефект. Ајде да го видиме сега како ќе иде транзицијата и како се префрли тој ефект. Гледај сега. Сега ваков ефект. Сега гледате, тука има некои си малецки линии што се појавуваат како некои си стари слики. Океј, многу добро. Многу добро. Сега вака луѓе. Да видиме што има друго, да речеме има и филтери. Океј, background blur, значи погледнете, може да ставите некоја си позадина матна, да направите да заматите позадината. Значи има премногу опции, значи овде ќе имате да истражувате, да се остаете од истражување. Евете, имаме гори елементи, значи на крај што може да додадеме, колку е премногу добро, значи погледнете сега може да ставиме ајде да го ставиме ова бум, да видиме како ќе иде. Сега ќе го ставиме на крај. Погледнете се, цак. И да речеме кога ќе се појави тоа бум, сигурно можеме и да го правиме помало, да видам, точно така. Да. Еве вака ќе го направиме помало. Да се појави бум. Ајде да видиме, идеме плей. Премногу добро, видите какви опции имате луѓе. Погледнете ги крилава. Значи погледнете ги крилава луѓе. Ова го нема нигдека. Гледајте колку добро. Видете колку добро. Тоа е тоа, браво, тоа го вадиме. Океј. И последната опција што ви останува да ја покажеме, тоа е split screen. Да, океј, јас ќе го земам да речеме сега овој split screen да биде на косо. Што правиме? Најверојатно сега тука ќе пуштиме ова некаде доле, да видиме само split screen, добро. Сега вака, ќе го ставам по навака, да видам само како ќе дојде. Еве го split screenот. Да видам, кликаме на кецот, стискаме тука, овие точкичките, да речеме на тоа видео го ставам, на кецот го ставам ова видео. Океј, да видиме дали ќе стаи. Само секунда. Не е така. Значи, стискаме тука. Аха, треба да го фрлиме кецот најверојатно тука, на плюсчето, тоа е тоа. Океј, и уште еднаш ќе го ставиме и на другото. Пошто сега јас немам, значи, други видеа да ставам, еви другото ќе го ставиме,
и може да ставате 2 видеа, може да ставате многу повеќе видеа кои што може да видите и да направите некој ваков интересен сплит скрин. Леле со аудио иде. Океј. Ме сваќате што сакам да ви кажам у глобала. Тоа е тоа, јас ова сплит скрин не би го користел, мислам дека никогаш. Не би имал потреба од таков едит. Углавно мислам дека тоа е тоа што требаше да знаете за овој програм. Мислам дека е стварно премногу добар. Еве да го видиме уште еднаш крајот. Тоа е тоа. Тоа е тоа, да. Сега вака, уште нешто сакам да ви кажам, значи можете да речеме ова видео да му направите да иде како slow motion, нели? Сега тоа се прави вака, speed и нели тука ни е веќе на кет, сега ќе го намалиме да речеме ајде на 0.50 со пола брзина од него да иде, притискаме ОК и сега ќе иде slow motion, само ќе му направиме еднашка рендер да не ни сецка, ќе иде доста поспоро, 50% поспоро од тоа што беше сега. Така да, ајде да го видиме и тоа. Мислам дека може да дојде доста интересно. Пишете ми доле во коментар обавезно што мислите, дали ви се свиѓаат ваков тип на видеа, каде што објаснувам буквално како лайв, така да ајде да видиме. Еве го се, погледнете. Погледнете како го спориде колку е добро. Погледнете колку е добро. Сад тука музиката нели ни прекина, пошто ја се скратив, еве. Тамо се затемнува. Па нема боле. Многу добро програмче, луѓе, премногу добро програмче. И сега крајот што сакав да ви го кажам тоа на почетокот, нели ако ја симнете од официјалната страна и ако не ја купите, значи верзијата, кога ќе стиснете на крај експорт, ви дава да ја значи направите со нивни watermark, значи низ целото видео тука виде нивни watermark, што тоа видео нели нормално не може ви да го аплодирате никаде. Тука не дава ништо, значи си бирате кај сакате, кој формат сакате, сеттингзи си местите и идете на експорт и тоа е тоа, веќе имате финално премногу добро видео. И тоа беше тоа од ова видео. Дали ви се допадна? Ако е така, обавезно ставете лайк, екипицо, ставете subscribe, не заборавајте уклучите го тоа на звончето за нотификации. И не заборавајте да го симнете доле програмот, линкот е во дескрипција. Како и да е, останете ми добри, чувајте се, а ние се гледаме во некој наредно видео или туторијал. Поздрав!